Добар ден, криптоентузијасти. Со оглед на фактот дека добивме одредени податоци за кои што можеме да направиме некаква основна анализа, да видиме каде се наоѓаме во целата оваа збрка. Ќе направиме денес практично ќе искористиме оваа ситуација да направиме едно едукационо видео за кои ни се основите во однос на чартинг кога определуваме дно на bull и bear маркет. Со тоа што оваа ситуација е конкретно многу добра, затоа и сакам да искористам за да можеме да направиме практично примена на она што го знаеме досега, за да видиме дали на некој начин исполнуваме повеќе од основните критериуми за утврдување на дно на одреден bear маркет. Со тоа што не заборавайте никогаш дека без разлика колку техничките индикатори ви покажуваат дека се наоѓате на дното, секогаш може да падне уште, но тоа не го менува фактот дека во однос на онаа стратегија која што ние применуваме, односно DCA, може да ни помогне во однос на тоа да определиме дека се наоѓаме блиску до дното. Затоа што како што кажаме вчера, значи доколку се вратиме на одреден чарт, доколку во ретроспектива сме купиле овде, а дното било да речеме на 20, а ние сме купиле на 22, нема да смени многу. Значи, иако е малку подолу, најчесто ваков тип на свеки до сега од она што сме го виделе, не траа долго. Значи, ако се сеќавате, тоа беше и значи, кога го споредувавме со претходните bear маркети, она што сакам да ви го кажам е дека како во оваа ситуација. Овој пат под 200 неделната средна вредност траеше помалку од една недела. Значи, затоа сакам да кажам дека исполнувањето на основните фактори за да видиме дали се наоѓаме барем блиску до дното е многу битен момент во техничката анализа за да започнеме со купување, доколку утврдиме дека се исполнети повеќето од условите кои што покажуваат дека се наоѓаме блиску до дното. Сега, за почеток ќе поминеме преку основните точки, а потоа ќе започнеме една по една да наоѓаме дали истите се исполнети. Односно, значи, за почеток рековме само ќе ги наброиме, тоа се првата, односно да се наоѓаме на 200 до 300 неделна средна вредност со цената, значи кое што моментално е исполнето, но нели, ќе започнеме една по една подоцна, сега ќе ги наброиме. Индекс на инфлацијата, односно вака се пишува самиот индекс, доколку сакате да го најдете на TradingView, значи овој индекс овде, во потврден пат да биде. Индексот на вредноста на доларот DXY да биде во потврден пат, промена на трендот во хајке наши свеките на неделно и месечно ниво, 5 или 6 свеки најчесто од црвениот гозински канал, што досега во 2 наврати беше случај, нормално не мора да значи дека ќе биде, но е еден од индикаторите кои што можеме деломно да го земеме и да видиме oversold во RSI, сток RSI и пресврт на MACD на месечно и неделно ниво. Ова се едни од главните, иако се лагирачки индикатори, се едни од главните кои што ни покажуваат каде се наоѓаме во одреден бран, со тоа што доколку станува збор за неделно и месечно ниво, овие бранови се многу поголеми, односно тоа е уствари самиот bear и bull маркет. Сега, пред да започнеме, сакам прво да напоменам некои работи кои што дополнително делуваат на самата анализа. Значи, рековме дека има макроекономски фактори, односно фундаменталниот дел од анализата, кои што дополнително може да ги загрозат овие анализи кои што ги правиме, затоа што иако самата анализа ви покажува дека се наоѓаме на самото дно, некаква промена на светско ниво од типот на, како што рековме сега, војна, пандемија, економска криза или било што, може да ја забрза или да ја продолжи ваквата криза, со тоа и на некој начин да го помести дното кое што ние го бараме во нашата техничка анализа. Затоа многу е битно да ги земеме сите моменти кои што се од ваков тип, значи фундаментална анализа и што моментално се случува во светот, затоа и ќе пробаме и тоа да го опфатиме, но иако главната тема на денешното видео е да видиме според техничката анализа каде оприлика би представувало техничко дно на еден bear маркет. Сега, да напоменеме дека денеска зборуваме за rate hike кој што беше направено страна на Fed. После нивниот состанок направија пресконференција која што јас лично ја изгледав цела, на која што објаснија дека поради зголеменоста на промената на самата економска ситуација во светот, истите биле принудени наместо 0,5% што беше најавено за овој месец да ја сменат на 0,75%, односно имаме зголемување на, значи, само момент,
зголемување на каматната стапка во износ од 0,75%, што беше случај и претходниот месец, со тоа доаѓаме до 1,75% на тотално ниво практично на сите каматни стапки кои што произлегуваат од самата Федерална резерва. Сега, поентата на ова, значи ќе напоменеме за оние кои што не ги гледаат претходните видеа, е намалување на овој индекс USIRYY, кој што уствари представува индексот на инфлација на Обединетите американски држави, кој што во моментов е 8,6%, со тоа што, значи, тоа беше уствари последната вест која што испадна за јуни, тоа беше негде од 10 до 12 јуни практично испадна таквата вест, дека за мај, значи, затоа што овој тип на податоци за жал се лагирачки, односно податоците ги добиваме наназад, со тоа што во јуни добиваме податоци после преработката на статистиката која што имаат таму, дека за мај износот на инфлацијата е 8,6%, затоа и самиот индекс е лагирачки, колку што може да видите овдека се уште стоят податоците за мај до 30 мај, затоа што потребно е да бидат обработени самите податоци за претходниот месец во однос на тоа колку биле цените на се, за да може да се даде ова генерална стапка на инфлација. Затоа и практично Федералната резерва чекаше до 15 да има свој состанок, за да може да види кои се податоците кои што се појавиле за претходниот месец. Сега, проблемот е, значи за оние кои што повторно не ги следат нашите досегашни анализи, со зголемување на каматната стапка, значи, кратко и јасно, кој не го гледал ова, може да го погледне претходното видео каде што детално објаснивме, со зголемување на каматните стапки од во случајов 0,75% сега или тотално 1,75%, се обидуваат што повеќе да вратат назад од количината на долари кои што се наоѓаат во оптек во економската сфера, и на тој начин да ја намалат инфлацијата, која што доколку го споредиме самиот чарт, во последните 20 години можеме да видиме дека се наоѓа на рекордно ниво, односно 8,6%, што не било случај во последните па и повеќе од 20 години, затоа што можеме да видиме дека во 1990 година се наоѓала на 6,3% и тоа е највисокиот момент до тогаш. Претходно, последен пат кога се наоѓала на 8,6% е во 1982 година. Значи тоа е пред ја да бидам роден 5 години, кога на ова ниво била самата инфлација. Затоа можеме да видиме претходните два all-time high-ма се во септември-октомври 1990 година, како и во јули 2008 година. Јули 2008 година нормално тоа е самиот повторно кореспондира со кризите во банкарскиот сектор во Америка. Со тоа што јас само ги обележам за да видиме моментално каде се наоѓаме и каде претходно била самата инфлација. Сега, значи до сега, од 1991 па до 2019 година, иако ова е малку лажно, но сепак, значи од година на година задоволителен статус на инфлација во зголемување е отприлика околу 2%. Со тоа што само два пати сме имале на 5%, а тоа се овие два пати, значи 1-2, каде што сме имале инфлација над 5% официјална. Да не забораваме дека официјалната инфлација не значи дека е тој, може да биде многу повисок самиот индекс, но нормално тоа нема да го дозволи власта да биде објавено, затоа што тоа ќе представува општа паника. Затоа се држиме до овие основни податоци, нормално за да имаме некаков концепт на тоа што моментално го разгледуваме. Значи 2,3% и на самата пресконференција председателот на Федералната резерва кажа дека 2,3% уствари представува она што за нив би било пожелна инфлација, односно каде они очекуваат да го вратат овој индекс за да биде тоа на некој начин нормално. Како што можеме да видиме доколку го ставиме поле во овој сегмент од прилика околу 2 до 3, ќе видиме дека во најголемиот дел од историјата, од, да речеме, 1990 наваке, стварно инфлацијата се наоѓала во ова поле од 2 до 3. Гледате? Значи, во најголемиот дел се наоѓала во тоа поле, што значи дека навистина успевале да одржат таму, според официјалните резултати нормално, да не разговараме за неофицијалните, но поентата е дека моментално самата инфлација од 8,6% која беше предизвикана поради нивното принтање ненормална количина на пари е
главниот проблем кој што се моментално се соочува американските држави, а тоа дополнително реагира не се затоа што за жал светскиот поредок моментално е директно диригиран од самите Соединените американски држави поради нивната економска моќ врз целиот свет. Затоа за жал вредноста на доларот и самата инфлација буквално делува на сите пазари. Да, гледаме дека имаме пораст, но проблемот е што и претходниот пат, значи тоа го спомнав на неколку коментари доколку некој тоа го следел, значи чисто само да ви напомена. Претходниот пат кога ја прогласија оваа стапка од 0,75%, имавме значи пад во текот на целиот ден на 4 мај и гледате што случува следниот ден. Имавме општ колапс. Сега, проблемот е што има неколку теории од луѓе кои што навистина се разбираат во она што го зборуваат дека ова 0,75% каматна стапка зголемување веќе е вметната во падот кој што се случи претходниве неколку дена, затоа што луѓето очекувајќи дека тоа ќе се случи како претходниот состанок, веќе го продале она што планирале да го продадат. Односно, оние слаби раце како што ги нарекуваме на пазарот, веќе се ослободиле од ова добро и на тој начин фактички ова што ние го гледаме моментално и ова запирање уствари представува дека нема да има дополнителен пат затоа што луѓето поради страф од оваа каматна стапка веќе се ослободиле од ризично добро како што се например берзите, односно акциите, така и во случајов криптопазарот, односно биткоин. Затоа можно е оваа 0,75% да не предизвика пат затоа што веќе падот се случи поради страф од самата каматна стапка, што моментално е буквално оно што луѓето очекуваат, дури полошо од оно што беше најавено 0,5%. Сега, тоа е генералната идеја од што се случува моментално на пазарот, затоа што гледаме дека имаме благ пораст. Во моментот кога се случуваше самата пресконференција, да, цената падна до 20.000, но гледаме дека 20.000 беше одбиено и продолжи да се движи нагоре, што дополнително покажува оној момент што ние разговаравме претходно дека 20.000 е многу јака психолошка бариера каде што голем дел од трговците би ставиле ордер за купување и затоа верувам дека и се случи оваа свеќа во која што бевме, значи цената допре до 20.000, јас лично го гледав тоа и експресно се придвижи нагоре до 22.000, каде што моментално се наоѓаме во новиот ден, денеска 16 јуни. Сега, тоа беше основното оно што го гледаме со овој рейт хајк од 0,75% и зошто истиот беше направен. Значи, моментално ќе го завршиме тој дел. Сега, ќе споредиме што се случувало со самата инфлација, за да ви објаснам колку е битна самата инфлација во однос на промената на Bear Bull циклус. Морав да ги споменам сите овие детали за да може да сватите што очекуваме. Сега, на овој чарт каде што моментално се наоѓа индексот на инфлација, ќе додадеме, значи на овој плюс овде, уште една вредност, а тоа е SPY индексот. SPY, значи ќе го додадеме SPY индексот затоа што многу подобро кореспондира со самата инфлација. Значи, откако ќе го додадеме, вака тој се појавува со оваа портокалова линија и моментално ќе ги исклучиме другите индикатори за да можеме полесно да видиме за што станува збор. Значи, ќе исклучиме и Market Cipher, чисто за да имаме подобра представа и да видиме како кореспондираат еден со друг. Значи, вака, само ќе мора да го наместиме затоа што малку е ова би било најдобриот приказ кој што можеме да го направиме. Значи, рекавме плавата линија е инфлацијата, додека портокаловата линија е S&P 500 индексот. Сега, оно што сакам да ви го покажем е последниот bear market. Тоа е од 2007 до 2009, оној маркет краш на банките во Америка. Значи, во моментот кога инфлацијата почнала да се качува нагоре, индексот на SPY почнал да паѓа надолу. Се додека индексот не почнал драстично да паѓа, односно инфлацијата да се симиња од овие 5,6, мислам дека беше во таа ситуација, нормално сега не е представено во проценти во однос на тоа која е нивната разлика. Значи, во моментот кога инфлацијата почнала да паѓа, гледате што се случува. Имаме целосно значи, коригирање на цената на SPY нагоре, и истата продолжила затоа што гледате се наоѓа самата инфлација се наоѓа околу или под нулата, односно самата инфлација за овие години била незначителна, да речеме, со тоа што гледате што се случува. Имаме целосен bull run. Сега, она што би го очекувале пред да добиеме било каква корекција нагоре, што е многу битно,
е да добиеме ваков пат на самата инфлациона вредност, на самиот индекс на инфлација, пред да добиеме нормално корекција и во самиот SPY индекс, а со тоа, како што рековме, SPY на некој начин е копија на самиот биткоин, односно секогаш кога SPY, S&P 500 индексот се движи нагоре, се движи и самиот биткоин. Сега, еве уште една, само ќе споредиме исто да видите како се тоа изгледа, значи секогаш кога инфлацијата била на нула, значи гледате, кога истата се движи над нулата, имаме пат на самата вредност, а ова е во 2000 година. Значи, само тоа сакам да ви покажам дека обратно кореспондираат инфлацијата со вредноста на SPY, а со тоа и вредноста на биткоин, и затоа очекуваме дека во моментот кога ќе добиеме корекција надоле, значи сега ќе го избришеме, ова вредност не е битна во моментов, значи во моментот кога ќе добиеме еден од овие месеци кои што следуваат натаму, значи соодветна корекција надолу, од 8,6 на пример на 7 на 7,5 да речеме, значи кога ќе видиме конечно овие rate hikes кои што досега беа направени да вродат плод, но за жал не можат да дадат они rate hike веднаш од 4%. Значи тоа комплетно ќе ја стагнира и ќе ја запре самата економија. Затоа мора да почекаме ово акумулирање на самите rate hikes да почне да го бутка индексот на инфлација надолу, со тоа и самиот Фед ќе почне да ги намалува самите rate hikes, односно да го намалува индексот на каматната стапка која што ја дава на заемите на банките, а со тоа и да се враќа економијата нагоре преку, во случајов нас ни е представена преку S&P 500 и Nasdaq. Значи тие се оние два основни индекси кои што ги следиме. Сега, значи затоа и рековме дека еден од првите е, иако почна со самата инфлација, односно индексот на инфлацијата во потворен пат. За сега индексот на инфлацијата не е во потворен пат, затоа и можеме да кажеме дека овој индикатор се уште ни фали, за да можеме да кажеме дека почне да паѓа, значи дека ќе имаме корекција нагоре на криптопазарот, како и на брзанските пазари. Затоа и мораме да чекаме да видиме како ќе биде резултатот за јуни и дали овој rate hike ќе вроди со дополнителен плод за паѓање на овој индекс надолу. Затоа, барем од овој аспект, од овој потенцијален индикатор, се уште мораме да чекаме да видиме кога ќе биде индикаторот обратен, за да можеме да кажеме да, во овој случај можеби сме на дното. Сега, доколку се придвижиме на DXY, кој што е исто така еден од индикаторите, тоа е третиот индикатор, ќе се вратиме нормално на 200-300 неделна средна вредност, кој што веќе ни е познат, но нели, ова се оние кои што не ни се познати и затоа сакам да се задржиме на нив. Сега, индексот на доларот, значи истата ситуација ќе направиме и овде. Она што ќе го направиме е ќе го ставам индексот на доларот да речеме на месечно ниво и како таков, само момент, ќе го споредиме повторно со значи повторно ќе го дадеме истиот индекс, односно SPY, за да видиме како кореспондира еден со друг. Значи само момент, така, само да ги проблемот е што податоците се многу обемни и добро, да го споредиме на пример од овдека пак повторно имаме од 2015 наваќе повторно имаме отприлика соодветни податоци, да можеме да видиме како изгледа самото кореспондирање. Значи гледате, во моментот кога S&P 500 се движел нагоре, гледате што случува обратно. Значи вредноста на доларскиот индекс паѓала надолу. Во моментот кога индексот на доларот бил на сосема дно во 2018 година, имаме максимална вредност до тој момент на S&P 500 индексот. Сега, како почиња индексот да расте нагоре на самиот долар, гледаме дека имаме корекции. Значи гледате, имаме движење нагоре на доларот, корекција на S&P 500 надолу. Движење нагоре на доларот, корекција надолу. Значи поентата е што на некој начин и овдека се обратно пропорционални, иако за жал не можам убаво да го представам. Значи самиот trading view не ми дозволува. Значи она што сакам да ја кажам е дека имаме максимален раст на индексот на доларот, имаме и максимален пад на вредноста на S&P 500, а со тоа и самиот криптопазар. Значи повторно, како и самата инфлација, така и DXY индексот има обратно пропорционална вредност од брзанските и криптопазарите.
Сега ќе се вратиме на дневно ниво за да видиме како самиот индекс на доларот реагираше во однос на овие 0,75. Повторно, значи самата 0,75 до кога се прашувам исто како и во претходната ситуација, значи мислам дека ќе има одложено дејство, односно јас верувам дека и понатаму ќе продолжи индексот на доларот да расте, затоа што овие каматни стапки не действуваат во истиот момент кога ќе бидат донесени. Значи потребно е време самата каматна стапка да почне да делува и со тоа клиентите на Федералната резерва да почнат да враќаат повеќе пари назад од оно што вообичаено го прават поради поголемите каматни стапки, а со тоа и одложено да помогнат во овој индекс да расте и понатаму нагоре. Од друга страна, вчера разговаравме дека ова обратна поставеност на Фибоначи секвенцата, затоа што веќе успеавме да направиме корекција од 50% на претходниот раст, ќе се движи барем до првата мета која што е негде блиску до 107,5, односно овој појас кој што потекнува уште пред 90-тите години. Затоа разговараме вчера, може да го погледнете тоа подобро во вчерашното видео, подетално објаснето. Но она што сакаме да го објасниме е дека јас лично верувам дека оваа стапка од 0,75% може практично одложено да се покаже на самиот пазар, како што тоа беше и во случајот претходно кога значи првиот ден од како оваа стапка беше најавена, индексот на доларот падна за потоа максимално да порасне. Истото што и во моментов го гледаме. Значи индексот на доларот падна за потоа да порасне нагоре, а обратно го видовме тоа на самиот биткоин чарт, односно она што веќе го разговаравме, кога првиот ден беше најавено 0,75, имавме раст на биткоин за потоа да падне, што е обратно пропорционално на она што го гледавме кај вредноста на доларот. Затоа, мораме да добиеме потврден пат на индексот на доларот надолу, за да можеме да кажеме дека да, моментално се наоѓаме во дното на самиот биткоин bear market, што во случајов не е реално. Значи, и самиот индекс на инфлација и самиот индекс на долар ни покажуваат дека прават нови all-time highs. Значи, моментално ова што гледаме е уствари ретест на ова ниво кое што успеавме да го скршиме. Знаеме дека секогаш кога ќе скршиме одредено јако ниво, без разлика секој ниво, се случува ретест. Во случајов моментално гледаме ретест, кој што ќе видиме дали ќе биде успешен или пак цената ќе продолжи надоле, но да не забораваме дека се уште имаме new all-time high во последните 20 години, што значи дека дури и овој ретест да не биде успешен, се додека имаме higher lows и higher highs, значи тоа е уствари за оние кои што не знаат, higher lows представува ова дно на цената е поголемо од претходното дно. Исто и обратно, ова висина на цената е помала од следната висина на цената, значи на тој начин имаме движење на цената се уште нагоре, односно се додека немаме прекршување на ова движење, односно да речеме следниот пат на индексот на доларот да биде под овај лоу, тогаш ќе имаме обратно пропорционално движење на браното, односно ќе имаме вртење од bullish кон bearish. Сега, значи она што сакаме да го видиме е на макро ниво, значи ова беше само на микро да видиме каде се наоѓаме. Значи како што можеме да видиме, самиот индекс на доларот е во многу јак раст и истото доколку би го споредиле повторно со самиот биткоин чарт, ќе видиме дека во моментот кога ова почнало да расте, биткоин чартот почнал да паѓа. Еве да речеме, почнал да расте од 31 мај 2021 година, да видиме што се случувало со биткоин на 30 мај 2021 година, само момент. Значи, април-мај, значи гледайте, во моментот кога се случило раст на самиот долар, видите, од 10 мај па натаму имаме комплетен пат на, значи гледате, од моментот кога имаме раст овдека во мај, имаме пат на цената на биткоин надолу, што активно покажува дека е во комплетна обратна корелација во однос на тоа како што рековме и до сега. Нормално, секој економист и секој оној кој што ги познава основите на економијата, кога имаме две средства кои што се споредени еден со друг, како што е биткоин со самиот долар, секогаш кога едното добро расте, вредноста на другото добро опаѓа и обратно, па затоа и во случајот гледаме ќе имаме постојан раст на вредноста на доларот и доколку се вратиме на месечно ниво, се уште немаме некоја јасна цел каде на пример истиот би запрал. Значи гледаме дека се наоѓа на
ова вредност од 1999 година на месечно ниво, но истата е скршена на дневно ниво, затоа и оваа свеќа се уште не е комплетна додека не заврши самиот месец, но поентата е дека нагоре гледаме дека имаме доста пречки, но се уште немаме утврдено дека самиот индекс добил надолна вредност. Односно гледате дека и да го представиме истиот на пример во Хајке Наши, затоа што тоа е еден од вредностите кои што ги следиме. Значи гледате, Хајке Наши ни покажуваат целосен раст. Немаме воопште момент на слабост. Како што рековме, Хајке Наши свеќите ни покажуваат дека имаме слабост кога ќе стасаме до ова неопределена свеќа, каде што имаме многу мало тело и сенки на двете страни. Гледате, значи мало тело, сенки на двете страни за да видиме дека имаме некаков пресврт. Додека кога имаме целосно движење на цената нагоре како во оваа ситуација, ќе се вратиме на неделно ниво да видиме дали е тоа така и на неделно ниво. Значи гледате, имал мал пресврт, но повторно, генерално се уште се движиме нагоре во многу јак тренд и се додека тоа е така, значи нема да очекуваме пресврт на овој показател во бериш за да може да очекуваме раст на биткоин пазарот како и на останатите берзански пазари. Затоа во оваа ситуација, значи два од вкупно 6 ни покажуваат дека се уште не сме блиску, односно кога ќе добиеме потврден пат на овие два индикатори, тогаш можеме да кажеме дека да, навистина овие два индикатори ни покажуваат дека сме блиску до дното, но како и да е, да се навратиме сега на овој првиот за кој што веќе разговаравме, а тоа е 200 и 300 неделна средна вредност, кој што е многу битен во однос на оно што веќе го разговаравме. Ќе се вратиме на овој чарт овде за да може да го дообјасниме тоа. Значи, доколку се сеќавате, сега прво да напоменеме една многу битна работа е дека оно што ние го кажуваме цело време буквално и се случи. Да, знам дека целиот свет моментално гледа на тој момент дали цената ќе се задржи на 200 неделната средна вредност, иако ова беше 20.000, значи тоа е добро што кореспондира и со нивото на 20.000 кое што дополнително помага, значи, за цената да биде задржана нагоре, но ова ниво на 22.522 во случајов таму негде прилика се наоѓа е многу јако ниво на кое што гледате. Се обиде да скрши, но се уште не успеа. Нормално за неделата има се уште време за да заврши, можеби ова свеќе навистина ќе заврши под 200 неделна средна вредност, но за сега во овие 3 дена, значи нивото на 200 неделна средна вредност се уште јако држи цената над истото и затоа и реков дека голема веројатност е дека 200 неделна средна вредност може да представува место каде што коречно цената постепено ќе почне да се врти нагоре, со тоа што значи не можеме да очекуваме дека веднаш ќе ја допре и ќе почне да се врти нагоре, значи во следната свеќа, затоа и ќе се вратиме назад да видите како тоа изгледа. Значи гледате, во моментот кога цената ја допрела 200 неделна средна вредност, истата се задржала овде, значи многу време. Се задржала, сега ќе видиме. 1, 2, 3, 4, тоа е еден месец. 1, 2, 3, 4, тоа се 2 месеци. 1, 2, 3, практично 3 месеци се задржала цената околу 200 неделна средна вредност пред истата да продолжи нагоре. Да видиме каква била ситуацијата и во претходниот булран, каде што за прв пат имаме допир на 200 неделната средна вредност, само чисто за да имате представа. Сега овдека дури и многу повеќе со оглед на фактот дека доколку продолжиме 200 неделната средна вредност овде, затоа што истата иако не постои во оваа ситуација, па чисто за да имаме перспектива за тоа како би изгледало. Значи еве ова би било 200 неделна, видите. Значи имаме многу повеќе време каде што цената се задржила. Да не броиме, ама овде каде имаме 1, 2, 3, 4, па дури и 5 месеци цената се задржила на 200 неделна средна вредност, се вратила повторно ретестирала пред да почне да се движи нагоре. Затоа и, значи кога ќе испоредиме претходните два булрана, се враќаме на она теорија која што јас лично мислам дека ќе се случи, а тоа е дури и да имаме благ пад надолу до 300 неделна средна вредност, кој што мене воопште не ме плаши. Значи поентата е дека и да имаме благ пад надолу до 300 неделна средна вредност, затоа што половина тоа и веќе се случи со оглед на фактот дека допревме до 20.000 долари денес. Значи гледате, тоа е оприлика на некој начин половина од овој пат кој што може да случи од 300 неделна средна вредност. Сега ќе се вратиме на оно што јас постојано кажувам, а тоа е дека очекувам да се случи ова. Значи имаме продолжување на 200 и 300 неделна средна вредност нагоре, со тоа што цената би се движела негде околу самата
200 неделна средна вредност нагоре повторно во овој сегмент кој што рековме дека ќе биде нивото, односно полето на акумулација каде што очекуваме во најголемиот дел од бер маркетот да се наоѓа цената на биткоин. И дури и да имаме пад надолу, значи тоа јас верувам дека би можело да кореспондира на она што го видовме во 2019 година, да биде истата ситуација како таму. Значи верувам дека ова се едни од двете сценарии кои што ние ги очекуваме, а тоа е можеби дополнителен пад до 300 неделна средна вредност кој што би резултирал со одбивање на цената нагоре и повторно цената би се движела околу 200 неделна средна вредност како акумулационо дејство, се додека не продолжи да се движи нагоре и да влезе во ова акумулационо поле, а подосна и да влезе во следниот булран, односно кога ќе стасаме до самиот една година пред самиот халвинг. Сега, значи тоа е на некој начин оно што ние го очекуваме од самата цена во однос на 200 и 300 неделна средна вредност, затоа што истите се многу јаки нивоа и најчесто барем досега покажале дека се доволно јаки за да ја задржат цената во самиот bear маркет и да ја завртат нагоре кон следниот bull маркет. Затоа и доколку тоа се случило досега два пати, очекуваме да се случи и следен пат, се додека не ни покаже нешто сосема ново, самиот чарт што досега не сме го виделе. Затоа и нема потреба да не веруваме на историјата, затоа што досега ни покажала дека може да се ослониме на неја на некој начин, со тоа што повторно и да има пад до 300 неделна средна вредност, ќе напоменам, значи да има пад до 17, негде 16,617 долари, тоа нас воопшто не плаши, затоа што тоа само дополнително ќе ни помогне да акумулираме повеќе, затоа што цената ќе биде помала. Значи ние комплетно веруваме во криптопазарот, комплетно веруваме во биткоин како валута, дека нема да ја снема, нема да престане да постои, туку напротив, значи пониска цена во овој момент може само дополнително да ни помогне да купиме повеќе од она што сакаме да го купиме, затоа и поентата на утврдување на дното не е да знаете точно во кој дел од цената вие ќе го утврдите дното и ќе кажете да, моментално се наоѓаме на дното. Поентата на дното е да видиме колку од овие индикатори ни покажуваат дека се наоѓаме блиску до дното и доколку повеќето од нив покажуваат дека се наоѓаме на дното, дека е време да купиме. Во моментов 200 неделна средна вредност и 300 неделна средна вредност на некој начин ни покажуваат дека тоа е еден од првите индикатори кои што ни покажуваат да цената е стасана до овие два индикатори кои што досега покажуваат дека би биле блиску до самото дно кое што потенцијално ќе дојде во ова лето. Сега да видиме што понатаму со останатите и ќе продолжиме од тој момент. Иако знам дека многумина од вас сакате да знаете дали нашето портфолио или дел од нашето портфолио ќе го промениме во крипто во моментов, значи одлучивме да почекаме барем уште малку, затоа што најчесто ваквите типови на информации како што оваа ситуација би била ова rate hike кој е 0,75%, може некогаш да одиграат и малку подоцна, да им е потребно време за да покажат на пример пат. Затоа и нема да избрзуваме дури и да пропуштиме разлика од 2000 долари, нема да избрзуваме, односно ќе почекаме да видиме како ќе се однесува самата цена пред да внесеме дел од нашето портфолио, затоа што пак ќе кажам, значи никој не го менува фактот дека сепак оваа 0,75% може одложно да делува на маркетот и дополнително да го бутне надоле, па дури и под 20.000. Затоа и нема веднаш да купиме ништо, доколку тоа го направиме, реков дека во текот на оваа недела ќе направам апдейт на нашето портфолио во однос на тоа што имаме и значи досега не сме направиле, се направиме она што очекуваме, но не сме направиле апдейт на тоа што имаме во нашето портфолио и што сме направиле во однос на последниот пат на биткоин. Затоа и ќе почекам да видам каква ќе биде ситуацијата, да речем барем уште еден ден, да видам дали ќе има некој одложно дејство на пад на самиот пазар, затоа што ова може дополнително да има дејство и после 1-2 дни нормално, и кога ќе утврдиме дека има или нема, според тоа и ќе одлучиме дали треба да внесеме средства на пазарот, а за тоа и ќе ви информираме, како што најавив, ќе направиме апдейт на самото портфолио, дали нешто сме купиле и што сме купиле, нели, во однос на оваа недела, но да не заборавиме. Тоа не значи дека ние ќе го алоцираме сето оно што ни останало од кеш и стейблкоини директно и цело на пазарот, затоа што мислиме на пример дека сме блиску или далеко од дното на биткоин, односно повторно ќе правиме DCA, односно само дел од нашето портфолио ќе го алоцираме, затоа што се уште, како што може да видите барем според овие
втората и третата точка, се уште не се наоѓаме до комплетен ботом на односно дно на самата цена на биткоин и на криптопазарот, затоа и нема да избрзуваме и ќе продолжиме уште малку додека не добиеме конкретно поголемиот дел од овие индикатори да ни покажуваат дека се наоѓаме на самото дно. Значи тоа сега од првите три само првиот индикатор на некој начин ни покажуваше дека се наоѓаме на самото дно. Да видиме што се останатите. Значи промена на трендот во хајке наши свеките на неделно и месечно ниво. Сега, само да се вратиме и да видиме каква е ситуацијата на хајке наши свеките. Значи, еве на неделно ниво прво, значи на макро ниво, затоа и на неделно ниво ги земаме и месечно, со тоа што значи месечно е многу побитно, но чисто еве ќе го земеме неделното, затоа што неделното барем на краток период треба да ни покаже било каква промена за потоа да истото се случи и на месечно ниво. Значи гледаме како што рековме досега. Секогаш кога ќе дојдеме до ваков тип на свеќи, каде што имаме мало тело и големи сенки на едната и на другата страна, станува збор за неодлучност на пазарот или промена на трендот и мораме да почекаме да видиме дали ќе се движи трендот нагоре или надолу. Со тоа што гледаме дека имавме нешто блиско до таква свеќа кое што не се реализираше, гледаме дека трендот самиот по себе продолжи надолу. Значи ние мораме да дојдеме до таков тип на свеќа, како што е на пример овде, овде, значи гледате, овде сите овие последни свеќи од самиот бранд ни покажуваат дека имаме промена на трендот од еден во друг. Затоа и самите хајке наши во случајот можеме да видиме дека самиот пат се уште е јак, односно немаме сенки на горната страна и немаме таква свеќа која што означува промена на самиот тренд. Затоа можеби тоа ќе се случи и на следната недела, но мораме да почекаме и да видиме. Сега за сега и хајке наши ни покажуваат дека не се наоѓаме блиску до самото дно. На месечно ниво е уште полошо, како што можеме да видиме овде е далеку од промена на трендот. Овдека сме имале неодлучна свеќа, но трендот продолжил надолу. Сега, како што можеме да видиме, гледате што значи промена на трендот. Значи промена на тренд на месечно ниво значи буквално bear и bull. Значи еве сега ќе ви покажам. Секогаш кога имаме промена на трендот, еве претходниот bull market. Значи во хајке наши на претходниот bull market во првиот момент кога сме имале промена на трендот, гледате што се случува. Bear market. Ова беше овој неуспешен обид на средината на bear market, кој што понатаму продолжи во свој виден мал хајке наши bear market. И гледајте, во првиот момент кога имаме таков тип на среќа, имаме промена на трендот и имаме огромен bull market. Значи, со тоа што моментално се наоѓаме обратно, се наоѓаме во bear market и не сме ни блиску до добивање на таков тип на свеќа, се додека не го добиеме тоа, можеме да очекуваме дека сме во bear market. А за да го видите истото, можеме да се вратиме и назад, да видите дека секој од овие циклуси своевидно е означен од ваков тип на свеќи и е многу поедноставно да се види дали се наоѓаме во bear или во bull. Гледате и овде. Значи, во моментот кога има промена на самите свеќи, како што е во оваа ситуација, гледате, неодлучна свеќа, промена во bull run. Обратно. Значи, овдека сме имале некоја блага корекција, но гледате дека понатаму продолжил самиот bear market, неодлучна свеќа, промена нагоре во следниот практично bull market. Значи, тоа е оно што сакам да ви го покажам. Хајке наши самите по себе се еден од главните индикатори кои што ги користат генерално сите трейдери во светот, затоа што се многу јасни, односно многу појасно даваат слика на генералниот пазар во однос на тоа каде се наоѓаме во нагорен или надолен тренд, додека кога ваквата слика ја гледаме на месечно и неделно ниво, ни покажува уште појасен тренд за тоа каде се наоѓаме, но за жал хајке наши во оваа ситуација ни покажуваат дека сме далеку од дното или пак се уште не сме формирале таков тип на свеќа за да ни покаже дека е време за промена на трендот, што значи дека од првите 4 индикатори само првиот на некој начин ни покажува дека се наоѓаме до одредено дно, барем блиску до одредено дно. И еве сега и овој на некој начин јас доколку ме прашувате, јас и овој го земам во превид, а тоа е дека до сега во претходните два bear рани 5-6 свеќи од моментот кога гозискиот канал ќе се промени во црвен, сме формирале дно. Сега да видиме моментално. Значи и ова на некој начин кореспондира со оно што го видовме до сега. Зошто? Сега ќе се вратиме назад да видите дека тоа било навистина така, иако ова веќе го направивме во вчерашното видео. Сакам чисто да го видите уште еднаш затоа што моментално го зимаме во друг контекст. Значи ова е 2017 година.
Во моментот кога се претворило во црвено, имаме 1, 2, 3, 4, 5 на шестата свеќе, петата и шестата практично веќе представува дното на самиот маркет и потоа веќе, иако се движиме по 200 неделна средна вредност, сето ова е веќе повисока вредност од претходната, која што била оформена на 5 до 6 недели од формирањето на црвен гозиски канал. Да видиме што се случило во 2013 година, нормално. Само момент. Значи, ова е во 2013 година, значи, во моментот кога имаме црвен канал, имаме 1, 2, 3, 4, 5, практично петата свеќе ни представува самото дно на овој bear market. Значи, до сега два пати, петата или шестата, односно месец до месец и пол од формирање на црвениот гозиски канал, сме добиле дно на тогашниот bear market. И да видиме каде се наоѓаме во моменталниот гозиски канал. Значи да, формиравме црвено, тоа веќе неколку пати го спомнавме досега, се наоѓаме во црвената зона на гозискиот канал, но се наоѓаме на третата свеќе. Што значи дека можеби за прв пат во историјата ќе биде третата свеќе каде што сме формирале само дно. Можеби ќе имаме уште некои мали свеќи кои што би се наоѓале помеѓу овие две вредности овде, или пак на пример цената ќе продолжи да се движи по самата должина на 200 неделна средна вредност, но и тоа е еден од оние индикатори кои што досега ни покажувал дека се наоѓаме блиску до самото дно, но можеби формирањето на самото дно се уште ни фали. Во наредните, да речем, 2 недели или ако веќе го земеме исто како претходните два случаи, значи тогаш ни фалат уште 2 недели за да утврдиме дали се наоѓаме на самото дно. А доколку го земеме оној дел од 2019 година со пандемијата, можеби допирот на 300 неделната средна вредност би биле оние следни две свеки, каде што ќе формираме дно и цената потоа ќе почне да се движи нагоре. Тоа останува да го видиме, затоа и реков дека нема да брзаме конкретно. Гледаме дека многу од индикаторите кои што најчесто луѓето ги користат за утврдување на дно, ни покажуваат дека се уште има време за да се утврди дно, дека сме рано во овој циклус на bear, иако не сме рано, значи имаме огромен обем, ние веќе активно паѓаме од претходниот all-time high кој што беше во ноември 2021 година, значи ние паѓаме веќе некои 7 месеци. Затоа 7 месеци на некој начин најчесто bear маркетите траат по една година. А доколку ние веќе 7 месеци се наоѓаме во надолен тренд и тоа исклучиво брутален надолен тренд, тоа значи дека можеби и сме многу блиску до самото дно, но немаме потреба брзање, барем ние како тим спремни се сите средства кои што треба да ги внесеме на пазарот и затоа сакаме во однос на овие индикатори кои што ги следиме да почекаме уште малку. Нормално ова не е совет за вас дали треба да купувате или не, ова е што ние правиме. Затоа и реков ќе почекаме барем уште ден-два да видиме дали треба да лоцираме барем дел од нашето портфолио, што верувам дека ќе се случи. Јас искрено веќе некој време размислувам да внесам поголем дел од нашето портфолио, затоа што се наоѓаме длабоко во корекција на самата биткоин цена. Значи како што да, и тоа сакав да го споредиме. Значи, моментално корекцијата на биткоин цената до моментот каде што падна денес беше 70,65%, тоа е на самата вредност од 20.000, што уствари представува претходниот all-time high. Сега, тоа е 70 до 71%. Кога би ги споредиле овие податоци со претходните булрани, значи, она што сакав да го кажам е ќе ги споредиме податоците за падовите од претходниот all-time high до дното на bear маркетот и да видиме како истите кореспондираат едни со други. Овде ќе имаме, значи, вредност од, само да поставам правилно, значи вредност од 83, односно 84 скоро проценти, тоа е во bull market од 2017 година и оној претходниот во 2013 година. Значи, само ќе покажеме која е разликата, колку ни преостанува и потоа ќе ви дадам моje мислење зошто мислам дека е поинаку за оваа година. Значи, еве и овде, да видиме како изгледа корекцијата. Значи, корекцијата овде е дури малку побрутална од она од 2017. Само да ја поставам правилно. Алат како ме вира. 86,9 односно 87. Имаме 3% разлика со тоа што да не заборавиме дека колку повеќе одредено средство расте, односно колку повеќе пари се влеваат во него, како што во оваа ситуација биткоин во овие 3 циклуси многу повеќе порасна за разлика од претходно, толку повеќе овие корекции ќе бидат помали и помали, односно самиот маркет кап и големината на парите не дозволува да има огромен одлив на средства, односно огромни корекции, така да и самиот биткоин колку повеќе расте,
така корекциите ќе бидат помали како надоле, така и нагоре. Затоа и ако овој пат на пример завршиме со 70% корекција, не би бил изненаден, не би очекувал да стаса до 80, 87, затоа што кога се случувало тоа, самото средство биткоин бил со многу помал маркет кап. А дополнително на тоа имаме два blow-off топ, како што е од 2013-2017 година, кој што не е случај во 2021 година, значи немавме blow-off топ, што дополнително би допринел на онаа теорија дека доколку немавме blow-off топ, како што тоа беше во претходните два булрани, можеме да очекуваме и поблаг пад во однос на bear маркетот, но нормално, тоа е само теорија, ќе видиме дали тоа така и ќе се одрази. Значи сега за сега се ногеме на 70%, а се ногеме на 200 неделната средна вредност, што доколку би се вратиле до 300 неделна средна вредност, чисто да видиме како би изгледал тој процент. Значи, до 300 неделна средна вредност ние би били на 76%. Што доколку би ги земале генерално математички како претходните, значи имаме 87 назад до 84 и моментално 76, што би било 8% помалку од претходниот bear маркет. Што генерално, ако мене ме прашувате во однос со зголемување на одредено средство со својот маркет кап, може би и кореспондира. Доколку, например, паднеме до 300 неделна средна вредност брзо и потоа се вратиме нагоре постепено во оној сегмент на акумулација за кој што веќе разговаравме, но останува да видим. Значи, затоа и реков, нема да брзаме, го следиме самиот пазар, за да видиме кога прилика се ногиме најблиску до потенцијалното дно. И последниот оној кој што навистина сакам да го споредам со вас, а тоа е MACD и RSI. Ќе го споредам овде затоа што е многу по-чист. Значи да видиме што уствари самиот RSI ни кажува прво. Значи зашто нема да ги остранам линиите затоа што не се потребни. Значи моментално RSI се наоѓа на 42,8 на месечно ниво, што е најниска вредност која што некогаш ја добил биткоин. Гледаме дека тоа е буквално најниска доколку ги споредиме со претходните два bear рана, каде што во 2017 достигнал 44, а во 2013 44,6. Значи, како што реков, ово е прв пат да дојдеме до 43,11, тоа не значи да не можеме да дојдеме и подолу, но во однос на тоа дека значи на самиот bull маркет се ногаме на 91,4, значи ова веќе е oversold, затоа што имаме директен пад од 91,4 на 42, што уствари би било oversold затоа што кога се ногаме на најизгорната граница на самиот индикатор, значи се под 50 е веќе oversold, за разлика од тоа кога се ногаме во самата средина. Исто така и стокастик RSI, доколку го отвориме самиот индикатор, можеме да видиме дека се наоѓа скоро на нулата. Значи, гледате, сигналната линија е на 0, додека базичната линија е на 2 или 3 вредност, што на месечно ниво е значи солиден пат. Значи зборуваме за комплетно oversold значи комплетно е oversold самата вредност на биткоин. Сега, доколку го отвориме MACD, ќе видиме дека немаме заоблување. Значи, барем MACD мора да ни покаже еден bell stop во помеѓу овие црвени, за како во оваа ситуација да добиеме заоблување, односно дека почиња постепено овој пазар да се врти нагоре, што значи дека MACD се уште не е со пресврт, значи мораме да добиеме пресврт пред да очекуваме да го рачунаме на наша страна дека сме блиску до самото дно. На неделно ниво исто така ќе ги споредиме, значи на неделно ниво имаме, гледате, целосен пад, значи се уште немаме бела колумна како овде за пресврт, за да можеме да очекуваме било каков пресврт во однос на самиот MACD. Значи стокастик RSI е комплетно 0, базична и сигнална линија, додека RSI ни се наоѓа на вредност од 27,4. Да видиме дали и овде кога сме имале претходно таква вредност, гледаме дека тоа еднаш се случило тоа, гледате. Само да видам кога, не, два пати. Добро, ама првиот пат нема ли да го рачуваме од 2019 година, е уопште небитно, додека ова се случило на 29 декември 2014 година, тоа е уствари оној булран после bear маркет после булран од 2013 година, што значи дека ова е втор пат кога сме успеале да стасаме до ова ниво, гледате, значи точно се наоѓаме на истото ниво во моментов на самиот RSI на неделно ниво, што значи дека сме длабоко oversold, значи двата RSI ни покажуваат длабоко oversold, што значи дека корекција е значи буквално повеќе од
значи ќе биде, тоа е, мора да се случи корекција, не можеме вечно да паѓаме, значи ние имаме се уште рекорд во паѓање, значи гледате, ова е катастрофално, значи ваков пат нема во целата историја на биткоин, но тоа не значи дека ќе имаме корекција директно во bull market. Тоа може да биде мала корекција до оваа надолна линија, тренд, и потоа повторно да имаме некое движење или паралелно или постепено надолу, но пак ќе кажам, ќе се вратиме на фактот што го кажеме дека 200 неделна средна вредност е многу јако ниво на поддршка и досега во два наврати, во два bear маркети, зборуваме значи bear маркет, успеала да задржи цената што не е репер за третиот, но засега е на некој начин доста добар показател. Гледаме дека веќе 2 дена и тоа и покрај овие 0,75% каматна стапка, самото ниво успеа да задржи цената и затоа верувам дека можеби тука и ќе остане самата цена, значи тоа е повторно можност, но би сакал барем уште 1-2 дена да разгледам дали некои од овие индикатори ќе се променат, за да имаме подцврсти податоци дека се наоѓаме на самото дно или барем блиско до самото дно, но сепак, значи дури да не се наоѓаме на самото дно, многу сме значи oversold, можеби и не е лоша идеја дел од нашето портфолио да го внесеме. Ќе размислиме наредните 2 дена и ќе добиете видео за нашето портфолио, за тоа што моментално имаме, во какви проценти и што понатаму планираме да купиме, да речеме во текот на оваа недела, доколку утврдиме дека да, значи се наоѓаме блиско на самото дно, но според показателите кои што ние користиме за утврдување на дно во одреден bear маркет, сме далеку од тоа. Значи имаме само 200-300 неделната вредност која што ни покажува дека се наоѓаме на местото каде што би бил самото дно на bear маркет, како и RSI сток, RSI се oversold, но не комплетно, нормално, значи може да додат и подолу, посебно на месечно ниво, затоа и ќе почекаме, затоа што сите овие, еве да речеме овие средни 4 индикатори се далеку од покажување дека се наоѓаме на промена на трендот од bear во bull, но тоа може да се смени за само една недела. Значи следната свеќа може да покаже буквално обратна слика, затоа и ќе го следиме ова. Денеска го користевме ова затоа што беше многу добра прилика за да можеме да покажеме како би изгледало кога со индикаторите на техничката анализа ќе бараме дали се наоѓаме на дно на bear маркет. Исто така нормално дел од овие индикатори може да бидат користени и за генерално дно на било каков тренд, но овдека моментално зборуваме за дно на bear маркет и верувам дека се уште имаме потенцијално движење надолу, затоа и нема да избрзуваме, посебно со оглед на фактот дека се уште мислам дека не сме го виделе ефектот од овие 0,75%, затоа верувам дека е паметно да се почека барем уште малку пред да се донесе одлука да се внесе поголем дел, да речем, од нашето портфолио на пазарот повторно во криптовалути. Значи ова беше видеото во однос на апдейт на самиот Фед состанок и оно што моментално го видовме. Не заборавајте дека макроекономските фактори се многу битни, се обидуваме да ги опфатиме сите, постојано ги следиме, сите големи настани во светот се обидуваме да ги опфатиме како вест, така и како дел од нашата техничка анализа и едукативен процес. И на тој начин се обидуваме да ви донесеме да видите како самите големи економски случувања делуваат на вашето портфолио и на самиот чартинг кој што го правите на техничка анализа на одредено добро. Затоа и се надевам дека ви се допаѓа нашите материјали. Значи јас сум многу благодарен моментално на самиот YouTube. Имаме рекордни бројки и тоа зборуваме за практично дно на bear маркет, а имаме рекордна бројка на гледаност во однос на претходните видеа. Значи затоа ви благодарам на самата поддршка и јас стварно се надевам дека материјалот кој што го спремаме ви се допаѓа, се надевам дека учите многу од истиот и се додека имаме поддршка од ваша страна, ние сме овде да продолжиме со ваков тип на материјали. Нормално верувам дека како ќе се движиме нагоре кон bull market, значи верувам дека гледаноста на каналот ќе биде уште поголема, но верувајте ми, оние кои што останале во моментов да го гледаат овој материјал, знам дека напоменувам на секој видео, ќе го напоменувам тоа се додека го држам самиот канал. Bear market е времето каде што се едуцирате, bear market е времето каде што градите. Сите оние кои што ќе додат после халвингот на некој начин веќе го пропуштиле оној златен период каде што може да купите на ефтина цена, како што е оваа ситуација. Значи ние моментално денес
со допирот на цената до 20.000 за прв пат видовме нешто што никогаш досега не било видено во Bitcoin chart, а тоа е самата Bitcoin цена да го допре претходниот all-time high или да биде барем на неколку долари од претходниот all-time high, што не се случило сега. Значи вие сте на некој начин првите луѓе кои што го гледаат тоа, значи гледате историја. Моментално ја следите историјата на криптопазарот преку самиот Bitcoin. И на тој начин имате многу големи шанси да научите нешто што оние кои што ќе дојдат касно на пазарот на некој начин ќе им биде доцна. Значи поентата на самиот пазар е дека е цикличен. 4 годишниот пазар ви нуди можност доколку се најдете на истиот кога е време да купите. Ме разбирате, она што моментално го разговараме. Значи кога е време да најдеме каде е дното, кога е паметно да се купи. Значи во било кој од овие моменти да купите, вие секако ќе бидете во плюс. Значи самиот циклус на биткоин економски е поставен така да го натера самиот систем на оние кои што посетуваат биткоин да почнат да продаваат во однос на самиот следен халвинг и понатаму, и на тој начин, на некој начин да го раздвижат самиот систем и да дојдеме до овие all-time highs. Поентата е што циклусот во bear market, посебно на биткоин, е местото каде што се прави богатство за генерација. Нормално, зависи од тоа колку ќе внесете, нормално ова не е финансиски совет, ова е само како ние размислуваме на оваа тема. И затоа сме волку активни, посебно во овој сегмент, затоа што доколку го купите во bear, а продадете во bull, е вистинскиот профит. Се друго е, како да кажем, делумно. Затоа ви благодарам уште еднаш на поддршката, се надеваме дека ќе останете и понатаму на нашиот канал. Имајте добар ден од тимот на CryptoGaming.